Колега Трајков, значи вие вчера присуствувавте на првиот историски победнички меч на македонската одбојкарска репрезентација. Кои се импресиите кои што ги имате од таму? Колешки Давчева се врати само до вербата кај македонската одбојкарска селекција по победата над Белорусија со резултат од 3:1 во Седови и сите погледи се свртени кон вечерашниот меч против селекцијата на Словенија, домакин на ова европско првенство, со оглед дека се одржува во Холандија, Белгија, Франција и Словенија. Се разбира, исклучително тежок натпревар беше мечот против Белорусија, имајќи во предвид дека македонските одбојкари беа поразени во првиот меч од Финска, па потоа претрпеа пораз од Турција и од фаворитот се разбира на првенството тимот или селекцијата на Русија. Со победата над Белорусија од 3:1, реков, се врати само до вербата кај одбојкарите, чиј состав Матијашевич претежно ротираше со струмички одбојкари, споменувајќи го тука капитенот Никола Ѓорѓиев, коректорите и примачите Љавтов и Милев, средните блокери Николов и Маџунков беа дел постојано од ротацијата на селекторот Матијашевич. Што се однесува до мечот против Белорусија, македонските репрезентативци го почнаа некако грчевито, имајќи во предвид дека им дозволија на белорусите постојано да го диктираат резултатот во првиот сет. Но сепак во вториот сет дојде до израмнување, имајќи во предвид дека македонските репрезентативци го зајакнаа приемот, а многу подобро игра и во нападот, односно на мрежа. Најинтересно беше можеби одлучувачки за победникот против новој меч од четвртото коло од групата С, беше третиот сет, кога едноставно македонската селекција успеа преку капитенот Никола Ѓорѓиев да го добие со 29-27 со оглед дека се играше на продолжување. Последниот сет беше чиста рутина, имајќи во предвид дека македонската селекција постојано беше бодрена некаде околу 300 навивачи од Македонија. Вечерашниот меч против Словенија ќе биде одлучувачки дали македонската селекција ќе се најде во втората фаза. Според математиките потребни се 2 сета да се издвојуваат и да се освојат против селекцијата на Словенија, кој што е фаворит на овој меч, за да може македонската селекција се најде во Франција, каде што ги продолжува надпреварите од ова европско првенство. Само за подсетување, македонската селекција дебитира на едно европско континентален собир, имајќи во предвид дека тоа е прво учество, но сепак ќе кажам дека со победата над Белорусија е вратена само довербата кај избраниците на селекторот Матијашевич и четата на Никола Ѓорѓиев, со оглед дека испишаа историска победа, прва на едно европско континентално надпреварување, кој што во секој случај ќе ги осоколи за поголеми успеси пред се на македонските одбојкари. Само подсетување дека 9 на одбојкари од македонската селекција се од Струмица, кој што веќе со години ги бранат боите на македонската одбојкарска репрезентација. Тавчева, тоа би било се во моментов од Љубљана. Се надеваме на убави резултати од вечерашниот меч Словенија-Македонија.